Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Америка е сиромашна. Бирото за попис објави дека стапката на сиромаштија е највисока во последниве 5 децении откако се води статистика. Повеќе податоци за ова следат во првиот блок вести на емисијава. Американското пописно биро јави дека стапката на сиромаштија во земјата се искачала на највисоко ниво во последниве 15 години, додека севкупната цифра на сиромашни американци е највисока за 5 децении колку што се води ваква статистика. Процентот на луѓе кои живеат во сиромаштија во САД се кренал од 13,2 во 2008 на 14,3 во 2009 година. 43,6 милиони луѓе лани живееле во сиромаштија, што е зголемување за близу 4 милиони од 2008. Бирото ја дефинира сиромаштијата како годишен приход од помалку од $22,000 за 4 члено семејство. Председателот Обама вели дека цифрите покажуваат колку тешка за американскиот народ била минатата година, но додаде дека можело да биде полошо, зашто милиони луѓе биле спасени од сиромаштија со програми на владата. Американскиот Сенат усвои предлог закон чија цел е да помогне на малите бизнеси во државата, давајќи му на председателот Обама политичка победа во неговиот напор да ја оживее економијата. Сега документот оди во представничкиот дом, каде се очекува да мине и да биде испратен до председателот, пошто ќе стане закон. Се работи за креирање на $30 милиарди заем и $12 милиарди во даночни олеснувања. Многу економисти веруваат дека креирањето на мали бизнеси е круцијално за создавање работни места, но дека собствениците на бизнеси не беа во состојба да дојдат до кредит за да ги прошират нивните компании. Обама му се заблагодари на Сенатот за усвојувањето на предлог законот, велејќи дека тоа ќе направи разлика за милиони мали бизнеси и ќе креира работни места за кус период. Американски официјални лица велат дека нафтената компанија BP презела голем чекор кон трајно затворање на нафтениот бунар кој пропушташе нафта во заливот, што доведе до најголемиот излив во американската историја. Адмиралот во пензија Тад Ален, кој врши надзор на владината реакција по изливот, вели дека помошниот бунар бил поврзан со дефектниот, обезбедувајќи отвор за да се почне со пумпање кали и цемент за трајно да се затвори бунарот. Адмиралот Ален вели дека кога цементот ќе се зацврсти, BP ќе изведе тест со притисок за да се увери дека бунарот е мртов. Во април бунарот, даден под закуп од BP, експлодира, убивајќи 11 работници. Меѓународната заедница се собира за годишната средба на Обединетите нации следната недела. Светските лидери ќе излезат на подиумот на Генералното собрание да дискутираат за прашања што ги засегаат нивните држави, региони и светот. Милениумските развојни цели ќе имаат централно место на специјален самит. Но, како што ќе видиме од следниот прилог, голем број важни прашања ќе се решаваат на мали, приватни сесии, далеко од телевизиските камери. На 23 септември започнува дебатата во Обединетите нации. Лидерите и представниците од сите 192 држави членки се очекува да се обратат на собирот. Традиционално, бразилскиот председател ќе отвори дебатата, а по него доаѓа американскиот председател како лидер на државата домаќин. Оваа година на дебатата ќе претходи 3-дневен самит за милениумските развојни цели. Се очекува да присуствуваат околу 140 председатели и премиери. Целите треба да ја намалат сиромаштијата, гладта и болестите до 2015-та. Генералниот секретар Бан Ки Мун предупреди дека рокот се приближува. But if we have a right mix of a political will. Со добра комбинација на политички приоритети и ресурси може да ги постигнеме тие цели. Доколку земите во развој имаат пофокусирани приоритетни политики и инвестираат, дури и ограничени ресурси во области како образование, креирање работни места и здравство, со меѓународна помош, сето тоа може да се постигне. Но годишната средба во Њу Јорк на лидерите ќе им даде шанса и да се сретнат во мали групи, каде многу повеќе суштински работи се случуваат. Политичката нестабилност и насилство во Сомалија и други делови на Африка, поплавите во Афганистан, борбата против меѓународниот тероризам, се само некои од темите за кои светските лидери ќе дискутираат.
Томас Джеферсон е една од иконите на американската нација и политика, автор на Декларацијата на независноста и третиот поред председател. Во следниот прилог говориме за неговата помалку позната страна – страствен градинар. Ве носиме на неговиот имот Монтичело во Вирџинија. My name's Janet and we're going to have a garden tour today. Посетителите на имотот Монтичело во Вирџинија честопати се изненадени од фактот за долгогодишната пасија на Джеферсон – градинарството. We're going to talk about Jefferson as a farmer, a scientist. Джеферсон ја наследил плантажата од 2000 хектари како младич. Самиот ги дизајнирал куќата и градината со цвеќиња, расадници за овошје и лозје. Питер Хедж е директор на градината Монтичело и врши дневна инспекција. This was a laboratory for Thomas Jefferson. Ова била лабораторијата на Томас Джеферсон. Има документирано одгледување на 330 видови на зеленчуци и 170 видови на овоше во градината. 170 varieties of fruit in this garden. Крис Сомерс и Даг Корли се посетители од Колорадо. Велат фасцинирани се од панорамата од планината Монтичело, геометриски поделената градина и нејзината историја. Бил пред своето време. Мислам дека се уште може да научиме нови работи што работел тука. Питер Хедж вели дека советот на Томас Джеферсон до денешните градинари би бил да експериментираат, може би со семиња од жетвата од градината на Джеферсон, што до ден денес може да се купат во продавницата за сувенири, која е дел од музеот. Каква врска имаат хамбургерите со големата рецесија? Голема, барем во САД. Почекајте до понеделник, ќе ви кажеме се за таа релација. Хамбургерите се враќаат на голема врата. Хит во Лас Вегас. И не само тамо. Гледајте во понеделник во Newsflash. Ова беше Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. А за најнови содржини појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатен викенд.